Велешанки и Велешани, почитувани гости, драги сограđani, дами и господа. Најнапред ви благодарам што дојдовте во волкав голем број за да ни дадете поддршка и за заедно да го кренеме гласот. Велес е меѓу првите градови во кои Социјалдемократскиот сојуз организира ваков митинг. Тоа и му прилега на Слободарскиот Велес, на градот со непокорлив дух, на градот на бројни револуционери, преродбеници, поети. Драги сограđани, не треба да ви докажувам дека животот во Велес е се потежок. Бројот на граѓаните на Велес кои живеат во тешки услови, во сиромаштија, од ден на ден е се поголем. Нема поголем срам од градот, за градот од фактот изнесен во една неодамнешна анкета, дека младите не го доживуваат својот град како посакувано место за живење и дека доколку им се укаже прилика, со задоволство би се иселиле. Сакам да ви кажам дека ми е многу мило што вечерва повторно гордо стојам пред вас и благодарам на најголемата опозициона партија, мојот СДСМ, единствената сила во земјата, единствената сила во земјата која има и знаења, и идеи, и решенија, и способни кадри да ја извлече земјата од бездната во која тоне. И благодарам што имаше слух да го слушне гласот на граѓаните, кои како во анкетите, така и во секојдневните контакти бараат да се вратам назад, за да го прекинеме тоа што сега и се случува на општина Велес и да ја вратиме таму каде што е местото, на врвот меѓу македонските општини. Да, драги мои, Велес до 2009 година беше лидер на децентрализацијата. Убедливо најдобра општина во Македонија. Општина за пример, модел на македонска општина, со најдобро изградени капацитети, во која доаѓаа да учат и да ги користат нашите искуства многу градоначалници и административци не само од Македонија, туку и од Косово, од Романија, и тоа по препорака на меѓународната заедница. Велес беше најнаградувана општина затоа што ги добивме сите награди што ги доделува Европската унија, Советот на Европа, USAID и Фондацијата Отворено општество Македонија. А каде е сега Велес, драги мои? Далеку од врвот, сосем просечна општина. Многу општини се пред Велес, а Струмица, на чело со мојот драг пријател Заев, го претекна Велес како експресен воз. Ете, токму затоа граѓаните на Велес бараат да се вратам. Тие најдобро знаат што значи да имаш, па да немаш. Знаат да направат разлика. Сите добронамерни луѓе знаат многу добро што се случуваше на последните локални избори. Тоа беше спротивно на нивната волја. Знаат дека јас бев не само морален, туку и вистински победник. Знаат дека еден ден вистината ќе излезе на виделина и дека нивните незадоволни членови ќе кажат што се морале да прават, какви валкани работи, само за да ме турнат. Најстрашно од се, што во тоа беа вклучени и државни органи. Затоа од ова место го повикувам председателот Црвенковски и раководството на партијата да не дозволат повеќе во Македонија да има кражби ни на локални, ни на парламентарни избори. Но беше што беше. Време е да се свртиме кон иднината. Секое животно искуство, па и најнепријатните, може да ни бидат од корист доколку знаеме да извлечеме поуки. Затоа јас сега сум подсврст, потрпелив и побогат за едно ново големо животно искуство. Со чиста совест изјавувам дека немам ниту лични, ниту материјални, уште помалку финансиски причини за пак да бидам градоначалник. Напротив, доколку ја добијам вашата доверба, функцијата ќе ја извршувам одговорно, честно и со голема посветеност. Ќе бидам градоначалник на сите.
Вратите на мојот кабинет ќе бидат отворени за сите граѓани, без разлика на вашата етничка, верска или политичка определба и без разлика на вашата социјална, полова или старосна припадност. Затоа што во ова време невреме сите ние треба да го вложиме своето знаење, своите искуства, за да му помогнеме на Велес, да и помогнеме на Македонија. Едноставно, јас не можам да стојам настрана, да гледам што се случува, а ништо да не преземам. Знам дека ризикувам многу во следните 10 месеци до изборите. Тука сме ние! Ако некогаш нашите предци, револуционери, бранители не ги жалеле своите млади животи за доброто на својата татковина, и јас и вие денес треба да го припатиме ризикот и да го кренеме гласот, да им кажеме дека не им се плашиме. Јас сум тука пред вас благодарение на вашата поддршка. Со задача, заедно со вас, со моите соработници, со членовите на Советот, со бизнисмените и невладините организации, да ја вратиме насмевката на вашите лица, да отвориме перспективи, да го вратиме Велес таму каде што му е местото, да ја оствариме мојата, нашата, вашата визија. Велес да биде убава, посакувана општина за живење, просперитетна и економски развиена, отворена европска општина со високи стандарди и вредности. Додека бев градоначалник, во тие 8,5 години направивме многу. Квалитетот на живење го издигнавме на многу повисоко ниво. Велат со пари од наградата од Европската Унија ја изградивме индустријската зона Речани. Градевме инфраструктура во индустријската зона Узус. Направивме илјадници метри квадратни улици, тротоари, плоштади, паркови. Илјадници метри водоводи, канализации. Го направивме малото мовче, делот кејот, прекрасната фонтана, ликовниот салон, салата за венчавање и многу други работи. Но, драги мои сограѓани, сите знаеме дека од минатото не се живее. Мора да гледаме нанапред. Јас имам конкретен план и сакам да ви ги понудам моите идеи, предлози и проекти за иднината. Најважен приоритет ќе ми биде да ја подобриме локалната бизнис клима, да привлечеме домашни и странски инвеститори, да отвориме многу нови работни места, за да ги решиме двата најголеми проблеми на Велешани, невработеноста и сиромаштијата. За таа цел ќе ја прошириме и доизградиме инфраструктурата во индустријската зона Речани 2, Узус и Порцеланка и ќе отвориме нова индустријска зона во Караслари. Ќе им помагаме на бизнисмените со продажба на локации и делумно и целосно ќе ги ослободиме од комуналиите за изградба на производни погони. Ќе организираме континуирани обуки за преквалификација, доквалификација и до обука на невработените. Ќе преземеме мерки за вработување најсиромашните граѓани во проекти за јавни работи. Континуирано ќе ги подобруваме условите за живот со одржување и реконструкција на постоечките и изградба на нови водоводи, канализации, тротоари, паркови, плоштади, локални патишта, улици и така натаму. Најголемиот дел од проектите ќе ги реализираме со средства од буџетот на општина Велес. Но бидејќи Велес е сиромашна општина, ќе ги засилиме нашите капацитети за да обезбедиме што повеќе пари од претпристапните фондови на Европската Унија и за да склучуваме јавно-приватни партнерства. Ќе ви напоменам само неколку најважни проекти. Пред се изградба на гасоводна мрежа и основање на јавно предпријатие кое ќе стопанисува со неа. Меѓутоа, за тоа претходно владата нели треба гасот да го донесе до Велес. Потоа воведување на современ систем за селективно собирање на цврстиот комунален отпад, рециклирање и изградба на регионална фабрика. Изготвување на сообраќајна студија како поидовна основа за подобрување на сообраќајот во градот. Доградба на канализацијата во селото Оризари и изградба на дом на култура и зелен пазар во истото. Изградба на трговски деловен центар Градски пазар и изградба на зелен пазар во населбата Тунел и мислам дека би било коректно тука да застанам. На крајот, драги сограѓани, ве повикувам
масовно да ни се придружите. Велешани секогаш биле прогресивни и застанувале на вистинската страна. Немојте да се плашите, немојте да молчите. Не седете дома покрај вашите телевизиски приемници и гледајќи се и да коментирате, туку бидете храбри и одважни, заедно сплотени и посилни да се спротивставиме, да им кажеме не. Не ни чинат работите, вака повеќе не може. Не сакаме да бидеме заложници на вашите погрешни политики. Не сакаме да ги трпиме последиците заради вашата неспособност, вашите погрешни приоритети, вашиот лажен патриотизам. Да им кажеме дека сакаме да живееме во слободна Македонија, а не во Македонија во која граѓаните ќе се плашат да го кажат својот став. Да им кажеме дека сакаме Македонија да биде демократска земја, а не тоталитаристичка. Да им кажеме дека не сакаме да плаќаме даноци за тие да си ги вработуваат нивните заслужни партиски кадри. Да се избориме Велес да не биде запоставена. А владата да има ист аршин за сите, а не како сега, за едни да биде мајка, а за други мачеја. Драги мои сограѓани, јас се обврзувам пред вас дека ќе водам позитивна кампања, дека за сегашниот градоначалник нема ништо лошо да кажам. Сушност нема потреба од тоа. Резултатите од мојата и неговата работа кажуваат се. Во наредниот период јас ќе барам вашата поддршка не само за мене, туку и за листата на членови на Советот. Со вас секојдневно ќе се сретнувам. Заедно ќе ги избереме најважните работи кои треба да се направат. Критиките ќе ги замениме со нудење на решенија за излез од оваа ситуација и за подобрување на условите за живење. Ќе ви увериме дека ние имаме најдобри идеи, најдобри проекти и решенија и способни луѓе кои ќе ги остварат ветувањата. За поубав Велес, за посречни граѓани на Велес. Да сте ми живи и здрави, да живее Велес, да живее Македонија!